Добро вечер од село Мачево. Вечерва имавме акција и ги посетивме жителите на село Мачево, за да ги слушнеме нивните проблеми и да им ја покажеме и презентираме нашата програма за работа за Гарантираме за Берово. Нашата програма Гарантираме за Берово содржи за жителите за Мачево многу проекти, меѓу кои квалитетна комунална инфраструктура, која подразбира покривање со квалитетна канализациона и комунална инфраструктура, а тоа е посебно голем проблем за село Мачево, бидејќи во село Мачево досега никој не направи ниту фекална, ниту атмосферска канализација. И тоа е еден од најголемите проблеми кои ги имаат жителите во село Мачево. Срам ме да зборувам во 21 век дека има село во општина Берово, кое е блиску до патот, кое е блиску до Берово, а нема ниту фекална, ниту атмосферска канализација. Патна и сообраќајна инфраструктура, односно постојана реконструкција и рехабилитација на постојните улици, како и асфалтирање на нови улици. Тука ќе има многу малку за рехабилитација, значи потребно е повеќе улици да се асфалтираат по тоа што го видовме вечерва. Санација и одржување на планински и полски патишта, нешто што видовме дека е неопходно да се оддржува и поддржува, тоа ни го покажа значи пожарот кој беше во село Мачево и во Малешевијата. Ако не беа значи тие селски патишта и тие полски патишта, пожарот не можеше многу тешко ќе се ставеше под контрола. Затоа мора да ги одржуваме овие полски и да ги санираме овие полски патишта. Видовме дека е неопходно значи организација и зајакнување на капацитетите на територијалната противпожарна единица. Тоа ни беше лекција значи од пожарот што започна на 2 август и се прошири тука и во атарот на село Мачево, дури и во дворовите на одредени куќи. Значи мора многу да се вложува и мора многу значи да се вработува и да се обучуваат волонтери кои ќе бидат спремни за да може да помогнат во секој момент. Значи природата ни одржа една добра лекција како треба да работиме и што треба да сработиме. Ниски и рамни даноци. Значи, гарантираме дека нема да ги покачиме даноците, општинските даноци и нема, значи, ќе бидат ниски и рамни. Субвенциониран оброк за учениците од основното училиште, нешто што повеќе години го нема во нашето основно училиште и мислам дека е неопходно, општината ќе дава субвенции, значи мал дел ќе плачаат родителите, поголем дел, значи, ќе субвенционира општината за да може секое дете да има топол оброк, бидејќи тоа е неопходно за здравјето на нашите најмили. Стипендии за сите деца од сите ранливи категории социјално загрозени семејства. Имаме многу умни деца кои немаат можност родителите да ги финансираат, да се школуваат, но затоа тука е општината за да помага и мора да ги стипендираме тие деца за да одат напред. Паричен надомест за сите новородени деца. Значи, секое дете е битно, секое новородено дете е богатство за нашата општина. Ке го зголемиме надоместокот за секое новородено дете. Постојана грижа за стари и изнемоштени лица, и институционално, и вонинституционално, и со волонтери, и преку институција. Бидејќи, значи, потребно е да се грижиме за нашите стари. Треба да имаат убава и мирна старост. Поставување на нови сијалични места како и замена на постојните. Многу е потребно тука да се постават нови сијалични места и потребно е навистина и да се заменуваат постојаните. Детектирање, стопирање и санкционирање на дивите депонии. Има на повеќе места ѓубре, значи контейнери многу малку, така да треба посебен акцент да ставиме за грижа, бидејќи тоа е и здравјето на жителите на Мачево. Изградба на мало детско катче, како детски парк со содржини за деца. Исто така тоа е неопходно за дечињата тука во Мачево, значи да имаат свое катче со нивни содржини каде ќе го минуваат своето слободно време. И многу други проекти за да ви го олесниме и подобриме животот во селото. Затоа, опоменете ги на овие избори. Опоменете ги на 17 октомври, заокружете број 7. Покажете пркос и гласајте за број 7. Гласајте за новата иднина, зашто тоа е иднина на промени, иднина на проекти, иднина на победи. За Мачево, за општина Берово.